Isuse Hriste, jaz te ljubam do nebo. Isuse Hriste, jaz te ljubam visoko. Isuse Hriste, jaz te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Мир вам, татко мој, зборувај и денеска низ мене. Нека Твојата љубов ме исполни во потполност. Нека се случува Твојата волја во овие живи слова кои денеска ги зборувам. За Твоја слава, за славата на Твојот единороден Син, Господ Исус Христос, кој го испрати да стане човек, да стане Син човечки, да плати за нас, да не помири со Тебе, да ги откупи нашите гревови од канџите на сатаната, да не плати, да ја пролие својата света крв за секого од нас и да ни го покаже патот на љубовта. Да ги љубиме другите како самите себе, да простиме и да не осудиме, да се покаеме за секој греф и со срцето да разбереме, со срцето, па да бидеме исцелени. Никого да не осудиме, зашто Ти никого не осуди. Денеска е Велики четврток, така го викаат. И гледам луѓето го честитаат денот Велики четврток. Да, од најраните периоди на човекот тој сеќава, има потреба од духовно општење, за соединување со некој кој го создал. Тој длабоко во себе знае дека некој друг го создал. И знаете, имало циклуси на празнување, одредени денови, на едно ниво за да те подсети дека има Господ, дека имаш Создател. А ние денеска зборуваме дека имаме Татко, Татко на небесата. Замислете, ние имаме Татко на небесата, а сме овде на земјата. И што бараме на земјата, значи Велики четврток. Знаете, а суштината е дека секој ден, ако сте вие во Исус, треба да му го посветите на Бог, да работите за Царството Божјо, да сведочите. Бог ни дарува живот вечен, а сведоштвото е ова. И тој живот е во Неговиот Син, Исус Христос, Господар над господарите, Цар над царевите, Алфа и Омега, почеток и крај, крај на се. Се е од Него и за Него создадено. И се преку Него се држи. И пред Него ќе клекне секој колено, секој народ да исповеда дека Исус е Господ. Значи, ние зборуваме сега, сме телесна природа на земјата и треба да се вратиме во таа духовна природа. Ние сега се движиме физички во тело како животните, но треба да се придвижиме духовно кон Исус. Духовно кон Исус, а тоа е содржано во единствената заповед: љуби го својот ближен како себе си. Ако некој ти побара да одиш 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе, дај му. И не го одбивај оној што ти бара нешто насебно. Значи, Велики четврток. И тоа е на едно телесно ниво да ве подсетува дека постои ден за Господ, дека треба еден ден, а ние зборуваме за комплетна посветеност, за предаденост во Неговата волја. Нека биде волјата Твоја, вели молитвата. Не нашата волја. И да му ја предадеме власта во нашиот живот.
И тогаш тој ни дава власт да газиме на змии и на скорпии. Те сакам, Господи Исусе Христе, Матеј 17 глава, Христовото преображение. Кога бевме во Ерусалим, во црквата на Христовото преображение, знаете, влеговме и се молевме со една група, со претходната заедница, и тогаш тој дел го држи муслиманот, муслимани го држат, и тој ги бркаше сите луѓе. Сите луѓе ги бркаше по извесен период. 5 минути се плаќа влез и да заминеш. Но слезе силен наплив, се молевме од срце, пеевме, плачевме. И кога излегувам од тоа мало црквиче, катедрала, како да го наречеш, еднокорабна црква, излезе гулаб. И тоа е снимено од Васил Петров и неговата претходна сопруга. Како излегува гулабот над главата. А претходниот ден пак Гркот кога разбра на Божи гроб, нели сега зборуваме за некои принципи, кога разбра дека сме од Македонија, не избрка, почна да вика. Па сега ние зборуваме кој е христијанин тука. Видите, христијански цркви кои се поделиле по национална ослова и немаат љубов меѓу себе си. Уште тврдат дека не постојат македонци, а овде Семокниот татко запишал македонец, македонски, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Значи, имаме денови на земјата кои ни се дадени да не подсетат дека постои Бог. Но кога вие работите за Исус, секој ден е за вас велик ден. Горе во Божјото царство ние сме духовна природа и таму нема време, простор и свест како овде. Таму е сеприсутниот Бог. Ако вие пребивате во Бога, пребивате во Неговата љубов. И тогаш нема минато, сегашност, иднина, се е едно. Така е пишувано и преображение од Јован Богослов. Затоа тие не можат да го разберат. Знаете, дали ние му се поклонуваме на лицето на Бога, Исус видлив, во кого пребива со цела полнота Семокниот Бог, или му се поклонуваме на лицето на зверот. Разни идолопоклонства, доктрини, политичари, музичари, пејачи, фудбалери, спортисти, гуруа, лазни водачи, пастори, епископи, ѓакони и други подражавачи на одредени предмети, а по 6 дни Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и брат му Јован и ги изведе на висока гора сами, како овде во Мавровскава гора, во Мавровска црква. Зашто каде што двајца или тројца ќе се соберат во мое име, вели Исус, во Негово име, не во собствено име, не во име на деноминација на поделена црква, во Исусово име, тука сум и јас. И се преобрази пред нив, еве го Исус, и лицето Негово светна како сонце, а лиштата Негови станаа бели како светлина. Значи, бевме во преображение, се молевме, слезе гулаб. Мислам дека тогаш доживеав силна преобразба, дека толку бев допрен од духот и не можев да сопрам да го славам Исус. Значи, муслиманот не остави да славиме, а Гркот не избрка, го избрка професорот Јовевски и уште една сотрудничка. Не исфрли од гробот, оти разбра дека сме македонци. Може ли кој не го љуби братот свој? Прво Јованово пребива во смртта, значи тој свештеник пребива во смртта. И таму хули на Бог, и тоа е прелюбодејство. И ете им се јавија Мојсей и Илија кои разговараа со него. А во црквата на преображанието во Израел добив таков силен присуство, силно присуство на љубов, што не можев да сопрам со денови, да извикувам те сакам, Господи Исусе Христе. Нели и во Евангелие по Јован се вели кога тој ќе дојде, Духот на вистината, Духот утешител, Светиот Дух, Духот на љубовта, Духот на нашиот Отец, нели Исус заминува за тој да дојде, мене ќе ме прослави. Исус. Тогаш Петар му одговори на Исус и рече, Господи, значи пред нив се преобразува да го видат Неговата Божја природа, претходно го гледат како син човечки. Им се јавија Мојсей и Илија кои разговараа со него. Петар му одговори на Исус и рече, Господи, добро ни е да бидеме овде. Ако сакаш да направиме 3 колиби, една за тебе, една за Мојсей, една за Илија. Човекот сака да гради градби, места каде што тој ќе појде и ќе се моли. Значи, дали Господ, денеска имаме состојба коронавирус,
и не им се дозволува на верниците да одат во црквите. Видете, не мора да одите во црквите. Двајца собрани во Негово име. Тука сум и јас, тука е Исус. Вие сте храм на Светиот Дух. Скапо сте платени. Луѓето одат во црква, нема никаков ефект. Значи, ако јас одам, не знам каде, на стадион, на теренот на стадионот, нема да станам фудбалер. Ако не се потрудам. Ако не почнам да вежбам, да работам, ако не ми дал Господ дарба, мојот татко. Знаете, вие не правите ништо со тоа што одите во црква. Ако и понатаму не му дозволувате на Исус да живее во вашето срце. Он да владее. Додека уште говореше Петар да му направат, значи, градба, ги засени светол облак и се чу глас од облакот. Им се јавува глас: овој е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Него послушајте го. Тогаш зошто се сите тие деноминации се слушаат едни други претходни основачи на цркви, лутерани, вестли и други, Свети Климент, богородици и светци? Дали Исус живее во твоето срце? Него послушајте го. Дали вие го слушате Исус? Или се слушате самите себе? Го слушате ликот на зверот, оној кого го обожувате? Му се поклонувате? Деца, Исус прво Јованово, пазете се од идолите. Лицето на зверот е секој идолопоклонство. И тогаш ти го имаш жигот над зверот. На еден начин доброволно им се стават чип, како што гледаме, го прифаќаат зверот, а другите со идолопоклонство кон луѓе, водачи, политичари, партии, нации, борци, фудбалери. Лажни апостоли, кои зборуваат за Исуса, се слават самите себе, во кој морате да ги спомнете нив, а после Исус тамо на второ и на трето место. И кога чуја тоа, учениците паднаа ничком, кога го слушаат гласот, и многу се уплашија. Тоа е состојбата. И некој го слушнав, Бог ми рече, Бог ми рече, кога ќе го слушнеш Божиот глас, се затресува нешто во тебе. Твојот дух му сведочи на духот. Се распламтува твојот дух. Тоа е како мало пламенче од духот, љубовта и голем оган кој изгорува се што не е љубов. Но Исус, откако им приде, се допре до нив и им рече: станете и не плашете се. Значи, во Исус нема страв. Тогаш зошто се плашите од корона дека ќе умрете? Кога Исус ја победи смртта и ги има клучевите од адот, а тие кога ги подигнаа очите не видоа никој друг освен Исус. А кога слегуваа од гората, Исус им заповеда и рече: никому не кажувајте што видовте, додека Синот човечки не воскресне од мртвите. Принципот е да не кажуваш. Толку исцелив, толку донесов, толку ова, толку она. Што толку? Кој направи? Кој си ти да се фалиш што не си примил нешто? Ако си примил, зошто се фалиш? Ние сме создадени и примаме љубов од озгора. Не можете ништо да земете ако не ви е дадено од небото. Те сакам, Господи Исусе Христе. И учениците негови го запрашаа, говорејќи: зошто пак книжниците велат дека најнапред треба да дојде Илија? И тие проучуваат кој ќе дојде, како е во Царството Божјо, дали ќе горите на печка во Рерна, додека Исус ќе вечера со другите своји што го избрале, а ќе ги гори другите деца. Мојот Бог е љубов. Љубов. Тоа не е природа, туку е суштина. Он ги љуби сите и го дава својот живот за браќата. Душата своја ја дава за овците. Тој се лезе во Исус, се распна самиот себе, ја пролеа својата света крв за да има откуп за гревовите. А кои се нашите гревови? Па штом сме паднати на земјата во откровение со сатаната, што бараме овде? Гревовите се раскажани во Адам, сме живееле со Бог, со Отецот. Јадеме од дрвото на познанието на доброто и злото. Знаеме што е добро и зло. Не знаеме. Ние не го гледаме духовниот свет. Затоа сме изгонети и паднати на земјата од рајот.
И сме смртни, Адам стана како еден од нас, те сакам, Господе Исусе Христе. Другата приказна е Вавилонската кула, градите кула, да се искачите највисоко, да се здобиете со име. И сега сте вавилонци, зборувате вавилонски јазик, немате љубов еден за друг. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, Исусе. Слава ти, Татко Небесен. Исус им одговори и рече, Илија ќе дојде претходно и ќе уреди се. И тие се занимаваат кој ќе дојде, како ќе биде. Но ви велам дека Илија веќе дојде и не го познаа. Туку му направија се што сакаа, така и синот човечки ќе пострада од нив. Тие книжници, фарисеи, писмознанци, библиски школи, оние што мислат дека го знаат Словото, а Словото е самиот Бог. Ако ти го познаваш Бог, ти ќе беше горе. Нема да беше паднат на земјата, како Адам, да јадеш од дрвото на познанието, како Вавилонец. Тогаш учениците разбраа дека тој им зборува за Јован Крстител, кој му ја скинаа главата. Не му треба неговата глава, тој ја има главата на Исус. Тој има глава од дух, од љубов. Кога дојдоа кај народот, пристапи еден човек кон него, кон Исуса, падна на колена. Постојано го имаме тој момент, падна на колена, се допре до него, липајки, викаше. Тој е принципот како се доаѓа до Бог, до Исус, а не дека ти го знаеш и имаш гордост. Гордоста е грев. И рече, Господи, смилувај му се на мојот син, зашто е месечар и многу се мачи, често паѓа во оган и често во вода. Го доведов кај твоите ученици, но тие не можеа да го излекуваат. Знаете, луѓето сакаат да исцелуваат. Неговите ученици не можат да исцелат. Го доведов кај твоите ученици. Ке ме познаат дека сте мои ученици. Што значи да си ученик на Исус? Па ако се љубите меѓу себе, ако чекорите во љубов, тоа не значи дека можете веднаш. Тоа е процес на оставање и умирање на стариот човек. Со крвта на јагнето да победиш, да застанеш и да го земеш крстот. И со словото на своето сведоштво, значи ти имаш сведоштво. И сега, какво е тоа сведоштво кога ти не можеш да изгониш некој демон, а велиш дека си во Исус? Ти треба тогаш да имаш понизност и да кажеш, ќе го молиме Исус да го направи тоа. Нема ти да трчаш да го направиш. Знаете. А Исус одговори и рече, о, роде, безверен, велики четврток не постои. Велик е само Исус. Значи, кој ги разликува деновите, ги разликува за Бога, кој не ги разликува. Подобро би било, наместо да се грижите зашто не ме пуштаат во црква, да ја отворите црквата на вашето срце и Исус да се всели во него. Тогаш вие ќе чекорите во љубовта. Тогаш ќе видите слово на своето сведоштво, бидејќи тој кога ќе дојде, него ќе го славите. Нема да славите храмови, градби, создадено нешто, а создателот не. Значи, учениците негови не може да го излекуваат, а Исус одговори, о роде безверен и развратен, до кога ќе бидам со вас? Зборува за своите ученици. Тие се уште не се достојни. Знаете, кој ќе претрпи до крај ќе биде спасен. Што значи до крај? Па до крај да издржиш. Утре ќе ти понудат да ти стават чип во раката, ќе ти дадат пари и живот. Кој ќе ја загуби душата своја заради мене, ќе ја зачува. Или ќе треба да му се поклониш на ликот на зверот, на било кој ќе се прогласи. И ти ако немаш очи, уши и срце да разбереш, ако Исус не живее во твоето срце, нема да можеш да донесеш одлука. Во љубовта страв нема, ако не си во љубовта ќе имаш страв. До кога ќе ве трпам, доведете ми го тука, и му нареди Исус, и демонот излезе од него. И момчето оздраве во тој час, тогаш учениците пристапија кон Исус насамо и му рекоа, зошто не можеме ние да го истераме? Па не можеш без Исус, треба да го прашаш Исус дали да тргнеш во нешто или не. Значи, треба да му дозволиш тој да зборува низ тебе, тој да ги врши делата, зашто Исус вели, он ги врши делата. Он зборува низ мене за Духот на Отецот. Затоа Исус заминува, ние го заменуваме неговото место. Ние треба како Исус да постапуваме.
Зошто не можеме да го истераме? Исус им рече, заради вашето безверие. Немаш доволно вера, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе и речете на оваа планина, премести се и од овде таму, стани и фрли се во езероно, во морето, и таа ќе се премести. И ништо нема да биде за вас невозможно. Ако имаш вера, вера подразбира и кога не се случува да веруваш дека се случува. Да останеш во Исус. Те боли нешто, овкаш се случува, почнаш помош, не викаш Исусе, јас со тебе. Кој верува во мене нема да се посрами, верувам во тебе и нема да се посрамам. Мојот татко е семокниот Бог. Мојот Бог е Исус Христос, цар над царевите, сила небесна, господар над господарите, првиот и последниот, алфа и омега. Паѓа снегот, те сакам Исусе. Гори љубовта на мојот Отец. Амин. Овој пак род се истерува само со пост, со молитва и со пост. Знаете, еднаш неделно постам, еден ден сум само на течност. Значи, во сознание, зошто? Зошто е потребно тоа? Да знам дека еден ден не сум зависен од овој свет, од храна. Зависен сум само од љубовта на мојот татко и неговиот син Исус Христос. Знаете, кој род се истерува со пост и молитва? Па тој што е внатре во тебе. Да постиш подразбира да го врзеш јазикот, да ти стави Исус стражар на устата твоја, да внимаваш што изговараш, да не зборуваш ништо од себе, ни еден збор. Тој да зборува низ тебе. Почетна позиција да замолчиш, да научиш да молчиш во присуство на Бог, на Исус, и да чекаш водство. Он да управува со тебе, да му ја дадеш власта. И тогаш ти ќе добиеш власт, не веднаш, кога ќе созрееш. На мало бебе му давате ли власт? Не, тој има тутор, ангел има, додека не порасне во љубовта Исусова. И тогаш ти ќе имаш власт да гониш да изгонуваш демони. Во името на Господ Исус Христос, бегај од Македонија, короно, сатанска збирштина. Оваа земја му припаѓа на Исуса Христа. Амин. Македонија, земја Исусова. А кога беа во Галилеја, Исус му рече, синот човечки ќе биде предаден во рацете човечки. Петар на тоа му рече, нема да се случи тоа. Исус му вели, бегај од мене, сатано. Зашто мислиш на тоа што е човечко, а не на тоа што е Божјо. Значи ти мислиш на тоа што ти мислиш. Не мислам веќе ништо. Мали моменти ќе почине некој тешко, ти веднаш заборавам. Го предавам во рацете, се молам и чекорам напред. Го оставам тоа зад себе и итам кон целта. Те сакам, Исусе, напред го гледам Исус. Итам кон Царството Божјо. Го барам Царството Божјо. Чекорам во љубов, барам помош од Исус. И ќе го убијат, зборува за себе, на третиот ден ќе воскресне и тие многу се нажалија. Да. Ќе се случи нешто и ќе се нажалите, ќе ве разочара некој што нема љубов, или ќе замине. И не сте сигурни дека сте му сведочеле. Но, мојот татко е многу милостив. Милоста негова е вечна. Душата оди на суд, се представуваш пред Бог. Денеска е Велики четврток, нели? А јас ви велам, секој ден е ден за Исус. И не ги бројам деновите во тело, туку само во дух. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам за се. А кога пристигна во Капернаум, ете го, му пристапија на Петар оние што собираат диадрахми и му рекоа, учителот ваш не плаќа ли диадрахми за храмот? Тој одговори, плаќа. Петар, Симон. И кога влезе дома, Исус го испревари и му рече, значи Исус знае се, ги знае твоите мисли, го знае твоето срце. Немој да бегаш како Јона па да те фрлат од бродот, да те изеде кит. И потоа пак да сведочиш за ниневејците, па да бидеш луд до смрт.
па да ти се исуши сенката. И кога влезе дома, Исус го испревари и рече: што мислиш, Симоне, земните цареви од кого земаат царина или данок? Од своите синови или од туги? Земни цареви земаат данок. Кои се тие? Па сатаната е фрлен на земјата. Тој владее малку време. Тој зема данок од кого? Од своите или од тугите? Петар му одговори: од тугите зема данок. Своите веќе се заробени во него. Тие се во состојба на варење. Тие веќе немаат. Знаете, завршува човечкиот живот, дните се избројани. До тука можеш да дојдеш, до тука се зема. Телото оди во земја. Душата на суд, за да не погрешиш повеќе. Ние овде сме да пораснеме во љубовта. Ако не раснеш во љубовта, векот бргу завршува. Бргу ја губиш силата. Значи, синовите се ослободени од тугите. Од што се ослободени синовите? Синовите човечки се од сатаната ослободени, а се заробени. Синовите Божји се ослободени од Исус. Каде што е духот Исусов, таму има слобода. Ти си слободен од што? Од врските и прангите на сатаната, да можеш да чекориш по Исус. Не е доволна слободата сама по себе да дремеш. Значи, со благодат сме спасени, но благодатта, Павле вели, не остана празна. Се потрудив најмало од апостолите. Те сакам Исусе, за секогаш Исус, за навек Исус. Амин. Но за да не ги соблазнеме, Исус му вели на Петар: отиди до морето. Ти покажува принцип како намерува Господ. Фрли јадица. И првата риба што ќе уловиш земја, и кога ќе ја отвориш устата, ќе најдеш статир, пара. Земи го и подај им го за мене и за себе. Исус ќе ти намери. Тој ќе ти покаже. 7 лева, 5 риби. Тој ќе ти донесе. Препушти се во негово водство. Препушти се во негово водство и избери ја љубовта Исусова. И секој ден нека биде за Исус. Што да направам денес за тебе, Господе Исусе Христе? Ден поминат без Исуса е загубен. Земјата е долина на сенка смртна. Таа е создадена кога е паднат сатаната. Таа е паднат дух. Сето ова што го гледате, кога ќе го ставите под микроскоп, се движи. Материјата се движи, протони, неутрони. Потоа се движи човекот и животното физички. Баш движење внатре во себе. И на крајот треба да се движиш духовно. Кон Исуса Христа. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ова слово е дух и живот. Ако вие немате дух и живот, значи ова слово не е оживеано во вашиот дух, во вашето срце, за вие да станете храм на Светиот Дух, за вие да го имате словото на вашето сведоштво, вие самите да бидете жив камен, вие да бидете сведок со степенот на вашата љубов, со отчитување на чудата Божји, бидејќи ќе живеете над природен живот, ако чекорите по Исуса и ќе речат: сакам како овој човек, овој не плаче. Знаете, почина татко ми или мајка ми, вика: па ти не тажиш. Па не тажам, зошто да тажам? Кога Исус ја победи смртта, зар јас не му верувам на Исуса? Он ги има клучевите од адот. Аврам го однесе Исак да го жртвува својот син и Господ му рече, Исус му рече: однеси го, и тој го послуша таткото небесен. И синот му вели: каде е јагнето? Јарецот рече: Господ ќе намири. И јас се надевам на Севишниот Бог, пребивам во домот на мојот небесен Отец, бегај од Македонија, сатано, во името на Господ Исус Христос, и денеска ја прославувам секој ден за навек победата на Исус над смртта, над сатаната, над смртта. Смртта е победена. Пеколу, каде ти се клучевите? Силото на смртта е победена. Над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над короните, над се што не е од Исус. Исус е мојот победник. Живее во моето срце. Му го предавам својот живот. И со силата Исусова победувам. Кој верува дека Исус е негов Господ и Спасител. Но што значи да веруваш?
да имаш верба и кога не се гледа, да чекориш по водата, да победуваш со љубовта, во името на Господ Исус Христос, исцелување на сите оние што ќе клекнат и ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ни. Да, денеска е велики четврток за вас, а за мене секој ден е ден за Бог. За мене времето се уште не е дојдено, вели Исус, но за вас времето секогаш е годно, за секогаш. Исус за навек, Исус напред ние по Него. Се можам со Исуса Христа, кој живее во моето срце и ми дава мир, сила, љубов, трпение. Амин. До Божјо Царство Небесно. Исус те љуби и вели: дојдете при мене, сите, изморени, обременети. И Исус, јас, вели Исус, ќе ви успокојам. Што чекаш, брати и пријателе? Може би утре ќе немаш време, дните на човекот се избројани. Па потоа ќе се чудиш како почина, зошто почина. Раб тој се представи пред Бога, ќе дојде денот, ќе треба да се представиш пред твојот татко и ќе види во срцето дали имаш љубов. Голи доаѓаме на овој свет, голи заминуваме. Ништо не можеме да понесеме, освен љубовта, распламтената љубов на нашиот Татко Небесен и Неговиот Син Исус Христос. Ве сакам во Исусовата љубов. Амин. До Божјо Царство Небесно. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјо Царство Небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам.